Окац, добре дојде у Хитмејкер. Добро ве најдов. Долго покушавав да те донесам. Зафатен или Неколку месеци. или покушаваш да не си зафатен? Па покушавам, да. Покушавам да си живеам. Така. Да си терам полека. Bait the fish. Што е bait the fish? Пред некој ден разговарав со пријател, познаник понов да кажам. И многу работи, уствари, он ми ги извади на површина, јас многу работи веќе сум заборел, пошто последниот концерт беше пред, па мислам, нека 12 години. Така да, голем дел од работите сум ги заборел. А Bait the Fish беше интересна приказка. Мислам, добра дружба, пред се. Добри турнеи, многу зезање. Барем тој период од животот. Кој што ете така си заврши. Дали рибата у насловот е онаа риба која што цело време плови против струјата на реката? Па можно, се зависи како се гледа на работите. Немавме некоја намера, како што вика Джорџо последниот албум на Daft Punk. There were no preconceptions, значи немавме некоја идеја дека нешто правиме посебно или различно или не знам што. Едноставно сакавме да правиме и тоа беше идејата од сам старт, се дури ни се прави ова што го правиме, да го правиме. Кога ќе ни дојде овде, не знам дали се деси да дојде таму? Мислам дека се потрошивме, барем ја така се осетив. Пошто имавме овакво секоја година турнеи по месец дена сигурно низ поголем дел низ бивша Југославија, меѓутоа многу често знаевме и да обиколиме цела Европа. Да се вратиме од тамо преморени. И мислам дека тоа беше, малце прегоревме во еден момент. Тие турнеи вон Македонија беа причина за англиски да творите или се чувствуваше комотен во англискиот израз или сепак беше за некаков пробив? Немав никоја идеја, реално овакво јас барем тој период размислував на англиски, сонував на англиски. Мислам, растевме со таа музика многу поише него со домашната. Така да... Вие колку сакаш пеј на англиски, кој ќе те слушне човек, одно знаеш дека никој свет не звучи така. Пак тоа едноставно асоцира на тебе, единствено звучиш. А сепак, знаеш, структурата ја имате, една поп структура, меѓутоа внатре може се да се случи. Ја цело време овакво, мислам, у X интервју, јас да не беа многу, ама тие што ги имавме, стално нагласував дека ние свириме поп музика. А тоа веројатно беше затоа што растевме во 90-ти со MTV, кај што све што имаше на MTV беше специфично. Значи, у однос на израз, у однос на музика, у однос на начин на свирење, инструментариум, значи композиција, се што беше у тој период на MTV беше многу специфично, различно, знаеш. Ама тоа беше меинстримот, тоа беше поп музиката, знаеш. После тоа работите се разводнија, не знам дали од аспект на еден човек стои позади проектот, или? И почнаа да се прават проекти, а да не се прават бендови. Така да веројатно влијанието од тој период на таа поп музика ја инсистира дека и ние правиме поп музика, колку и да, ете што викаш, многу работи внатре се. Колку музичката наобразба ти помогнала у ова, или мислиш дека би можел истото сето тоа да го отвориш и да го правиш, аранжираш и да не си музички образован? Не би знаел да ти кажам точно, јас овакво... Ти беше контрабас?
Да, јас учев као инструменталиста, значи тој дел во однос на компонирање, аранжирање и Се така среќававме често поклонници. Да. Не ми беше нешто што го изучував, него нешто што го научив попатно, мислам и во однос на продукција, мислам во однос на саунд, како работат сите тие машини, зашто така работат и се тоа беше интернет школа. Знаеш, не бев едуциран негде специфично, знаеш, во некоја институција или. Во однос на тој дел колку ми помогна, да, ако некој ми побара партитура, иначе дур творам, јас не запишувам ништо. Веројатно и ради принципот на работа, пошто не возможува сега технологијата да ни каже што сме направиле. Ти си вака многу скромен, приземјен човек, но секојаш кога сум мислел на тебе, ми иделе некои црни сценарија. Викам, или е израснат од дом без родители, или неговите се разведени, или биле тешка социјала, или изгубиле нешто станово. Не може да е волку креативен, а да не му се десило нешто, да нема некоја животна прича у себе ова, затоа што твојата креативност ги надминува некои рамки на ете седам и правам песна. Ти си музиката, вистински артист, што ја дише музиката. Знаеш како, последниве не знам. Која е твојата животна приказна? Ја многу не знаат сигурно. Роден сум у Штип, силам прилike овакво сум израснат тама до 10-та година. Мислам, немам никаква конекција со Штип фамилиарна, моите се сасвим од други делови на Македонија. Интересно е тоа што тамо ме запишал музичко на некои 7 години и бегав од часови. Затоа што идејата која идеш во музичко ми беше дека треба да се играме, да свириме, знаеш, да истражуваме. А принципот на работа беше седи и пишува виолински клучеви. Така да бегав од часови и покрај тоа што ништо друго уствари ми немаше смисла во животот освен музика. Али принципот на учење на музика не ми беше тој како што сакаа школото уствари. Мислам и денеска е тој принципот на работа. И покрај тоа што децата нели прво учат да зборуваат, па после учат да читаат и да пишуваат. Така да од тој аспект и мојата работа во однос на музика е истиот принцип. Значи ја не седнувам да правам песна ако немам некаква приказна од која што би тргнал. А звукот што го носи таа приказна исто така е многу специфичен, не секогаш никогаш уствари не е истиот. Многу нијанси се, за одредена емоција има многу нијанси. Не. Така да ја претпоставувам дека колку и да е креативен проект Bay the Fish, дури и тој станува претесен за тебе и веројатно работата со театар малце ти дозволи да излезеш и од Bay the Fish како форма, како израз. Јас у тој период уствари додека беше, мислам, целата еуфорија околу Bay the Fish, работев многу често, јас и ден денес работам овакво театар, филм, реклами, исто така. Така да тој период беше многу интензивен однос на работа и у студио со Bay the Fish и во однос на театри и се што се случуваше. Театарот ми е меѓу помилените форми затоа што има простор за размена на енергии. Многу често тоа што ќе го поставам ја од дома за одредена сцена или сонг за одредена сцена или така натаму овакво во однос на представата, никогаш не работи. Затоа што глумците имаат некоја друга енергија у таа сцена која што не соодветствува, знаеш, и се ти треба да ги или да ги извадиш од тоа, ќе нема функција никаква у процесот, нештото.
па онда мора да доработиш да не знам како да го објаснам. Секоја ситуација, секој збор, се што постои има специфична енергија, вибрација, има специфичен звук. Ја на моите ученици им прво им објаснувам одредени интервали до каде можат да бидат. Што е колорит, што е функција. Меѓутоа викам доколку работиш музика за филм, за театар, ако има некоја психолошка состојба каде што нели кога ќе удриш тој тон ти ги слушаш и ликвотите и така натака, ако удриш 2 тона не се мешаат само тонови и сите ликвоти се мешаат. Горе можеш да ги удриш као класер затоа што ликвотите више не ги слушаме тие горни октави. Меѓутоа ако има некоја ситуација психолошка состојба и тој класер у басови, тогаш веќе можеш да го ставиш. Нема тука правило, не може Нема правило. овој интервал до таму само. Претпоставам на тој начин ослободува театарска, филмска музика. Општо, значи мислам ние и во Bed of Fish имаме еден тон работи што не би требало да бидат така, ама така и работат, затоа што се во контекст на приказката. Имаме на интересна оваква случка со Владимир Николов, кој што е сериозен композитор и аранжер што работи моментално во Белград. Ние заедно растевме, исто ми првите свирки уствари што ги имав беше со него и со Алек. Првиот мој бенд беше Владо. Гитара. Со Алек Пеовски и со Владо пробувавме кај него дома у детска, уште бевме средно. И у една ситуација ја му презентирам некоја песна што сум ја направил. Он беше спремен уште тогаш, хармонски зборам, многу спремен. И вика... Господа го поживее Илија Пеовски. Да. Канделце му палиме секој ден. Чекај да спукаш. Ова цукар ми е секојаш кога свирам. И па он учеше уствари кај Илија, кај Илија Пеовски. И ти викам беше спремен и имаше ситуација во која што сега не се сеќам дали во основа беше С, ја имав физ горе стајано, нели у старт тоа не работи на прво време, па дури можда ни у джез, вика и ама вика ова тука како и знаеш во еден момент и он се сепна и ме вика ти звучи ова тебе? Викам да бе, ето е супер. Терај, као тоа е тоа. Види, се е до конотација, до контекст. Секоја нота нема погрешна и непогрешна, туку само дали има контекст или нема контекст. Да. Дефинитивно. Ја у Прилеп ја гледав Змеовата невеста. Мислам дека во МНТ не. Жена од минатото, МНТ ја гледав. Странци, утрански мислам дека го гледав. Значи многу незграпно се знае дека ти си ја работел музиката. Онака, секоја пофалба. Благодарам. Сосема една плюс димензија добија сите представи. Тие трите ти се со Нела, така? Да, и последната сега што ја работевме Како се споивте со Нела? Замисли нов свет. Нела Витошевиќ. Многу интересно беше тоа. Ние со Нела сме како не знам, две тела, една душа, не знам како да кажам. Првично работев со Васил Христов, со Вуси. Неколку представи тука во... Тоа беше, ова е многу одамна. У МНТ. И Нела паралелно, мислам, си работеше представи уште тогаш. Меѓутоа Нела, која се сретнавме преку Вуси. Или не? Да. И таа ја правиш? Да. Со Вуси овакво работевме и Вуси предложи да се видиме јас и Нела на низи. Предложи пошто не имаше као некој отпор во однос на, знаеш, кој ќе прави музика и како ќе направи, дали ќе биде секој што треба или можда така како што она го замислува нешто. И имавме состанок, уствари состанок. Ме викна кај нив дома, си поседовме. Со Нела мислам дека у првите 3 реплики више знаевме дека тоа е тоа. А Вуси седеше од страна и покушаваше да ми објасни на мене што сака Нела да каже, а на нејзе да ја објасни што сакам ја да кажам.
А вие си се разбиравте. А јас со Нела само спомнавме овако Тим Бартон го спомнавме и више тоа беше као тамо сме, окей, знаеш, таа е естетиката, тоа е сензибилитетот. И од тогаш мислам дека не сме прекинале. Мислам, имаме одлична комуникација од првиот момент овакво, мислам дека знаеме. Насоката секојаш ни била тоа што веројатно никој не може да го разбере. Знаеш како вика, она која ти е добро, ама не ти е. И ние онда знаеме за што разговараме, свери никој друг не знае, само и она знаеме и тамо сме, знаеш, тоа е енергијата. Така да со нејзени до сега овакво. Види, ако си прекомотен и тоа што го правиш, ондак не е тоа добро. Мора нешто да има мала доза на несигурност, на очекување, што ќе биде, што ќе се случи, што ќе излезе од тебе, дали ќе се спојат работите на сцена. Знаеш како, со Нела имаме исто многу чуден принцип на работа, метод на работа, да кажем. Значи, се гледаме, читаме овакво ми даде сценарио, јас ќе дојам можда на почеток на една проба, можда две, не знам. Може уопште нема да дојам на проба. Збориме по 5 сати на телефон. Ја влагам у студио, од прилика за некои 2 недели имам поставено 90% од музиката. Само и праќам, она вика, окей, ова тука ќе видиме, онова ќе оставиме, после рецимо 2 недели, они се више, рецимо, 3-та, 4-та проба или 5-та на сцена. Гледам што работи, што не работи. Најчесто работи, пошто ти викам, бркаме и сензибилитет, тука сме, не знам, некако ни прави смисла истите работи ни прави. Види, ако не одговарат, одма тоа се гледа, после првата представа нема ни втора ни да се случи. И комуникацијата е многу битна. Знаеш, многу лесно се разбираме, не знам како. Во моментов што работиш? Во моментов ништо не работам, освен што работам микс и мастер, ти спомнав за еден продуцент од Охајо. Многу често овакво соработуваме. Он работи еден проект, тоа е негова издавачка куќа Holy Mattress Money. Работи за неколку артисти, углавном е хип-хоп, соул, такви некои варијанти. И ти викам, тоа работам за него. Мислам, тоа ми е можда и од секојаш ми бил доста интересен дел во создавање на музика, односно како ќе звучи сето тоа на крај. Покрај тоа со своја музика или оставаш малце простор за рекреација? Рекреација во смисла на рекреација, за да има креација. Знаеш како, во однос на тоа што го спомна преска, остана недокажано, барем од моја страна. Интересен е фактот дека, мислам се факт, пошто неколку луѓе, креативци по светот до сега го имаат спомнато нештото, знаеш, дека сите тие идеи, сите тие звуци, се едноставно си постојат нон-стоп. Само зависи од антените у даден момент дали ќе пофатиш нешто. Тој ми бил принципот на работа цел живот. Моментално антените не ми се насочени на таа галаксија. Так. Мислам, не знам, уживам у природа, уживам у пластеникот нов што го имам од гледување на зеленчук. И што све имаш од него? Моментално салати углавном, пошто е свежичко. Па чекам да почне да затоплува, да прамрасат за разни сорти на патлижан, пипер, краставици и се и сешто. Лукац, неизмерно благодарам што се видовме, си помоабетев, ние една соработка имавме и не се ни видовме, само онака си праќавме пинг-понг фајлови. Фала ти многу и за таа соработка. Фала и на ти. Иако не излезе, но не знам, може би некојаш ќе излезе. И така. Здрави. Било кое време да дојде. Фала.